Улицата Стамен Манов од Кочани е жариштето од каде тргнала заразата со хепатит А. Според Центарот за јавно здравје од Кочани, најголемиот број на заболени се токму од оваа улица. Откако е прогласена епидемија во Кочани, само во последните неколку дена се регистрирани нови 14 случаи. Најголем број од заболените ни се на таа улица, значи направени контакти со лицата на лице место, нели, во нивните домови. Обично, мислам, таа епидемија е, нели, како фамилиарна епидемија, значи во една фамилија има по 3-4 заболени, така да тука им се поделени флаери, поделено им е дезинфекционо средство. Најголем број на заразени се деца на возраст од 10 до 12 години, а регистрирани се случаеви на работници. Според епидемиологот Николов, не се исклучува можноста бројката во наредниот период да се зголеми. Изанализирано дека, нели, од таа вкупна бројка има 7 деца, има лица, нели, над 10-12 години, значи тие се во категоријата на ученици, има работници неколку, меѓутоа претежно, значи најголемата бројка на заболени се во училишните клупи, односно се деца, ученици. Не е ништо, нели, за занемарување дека во наредниот период може да ни се јават уште неколку случаеви, така да ни се случували и порано епидемии на заразна жолтица. Центарот за јавно здравје ги превзема сите неопходни мерки за превентива и спречување на нови заболувања. Во училиштата во кои е регистрирана заразата се прави засилена дезинфекција, при што скратени се и часовите за да може таа да биде на пократок временски рок. Превентивните мерки се, значи, контактите да се сведат на минимум меѓу заболените и, нели, тие што се во околина на болните. А од наша страна, нели, направено е превентивни дезинфекции во сите училишта од каде што ни се, нели, заболените ученици. Излезено е на терен на улицата Стамен Манов, пошто најголем број од заболените ни се на таа улица, значи направени контакти со лицата на лице место, нели, во нивните домови. Само на Штипското инфективно оделение во моментов се хоспитализирани 10 пациенти, од кои 9 се деца и едно лице на 30 години, а претходно на ова оделение се лекувале 8 лица кои се пуштени на домашно лекување.